Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Во оваа емисија ќе зборуваме за лековитата моќ на кромидот. Откако ќе ја дознаете тајната, секоја вечер ќе се легнувате со кромид во чорапите. Може би ви звучи чудно и неверојатно и сигурно не би прифатиле веднаш ваков експеримент. Помислувате на целата смрдја и неудобноста и се откажувате уште пред да дознаете во што е тајната. Во кинеската медицина се верува дека стапалата се моќна зона и директен контакт со сите внатрешни органи, благодарение на така наречени меридијани, кои се наоѓаат тука и поминуваат низ целото тело. Од друга страна, кромидот и лукот имаат огромна моќ за впивање на бактериите и чистење на организмот. Кога тие две работи ќе се спојат, се добива идеален рецепт за ефтина и едноставна детоксикација. Сето ова е поврзано со нервниот систем, бидејќи во стапалата има 7000 нервни завршетоци, меридијани, кои одат директно до внатрешните органи. Тоа се важни завршетоци кои често ги занемаруваме, бидејќи цел ден носиме чевли, па нервите не се стимулираат на правилен начин. Затоа покрај останатото, идеално е шетањето по песочна плажа боси. Еден од најдобрите начини за да се отворат овие нервни патишта е со помош на кромидот. Ако сакате да го прочистите организмот, а да не мора да држите диета или да одите во сауна, исечкајте го кромидот на дебели кругови, ставете ги на табаните и облечете чорапи. Додека вие спиете, кромидот ќе ви го прочисти организмот. Познато е дека кромидот ја чисти кожата, бидејќи ги убива бактериите, а фосфорната киселина во крвотокот може да направи чуда. Ако преку нервните завршетоци во стапалата оваа киселина влезе во крвотокот, ќе ги прочисти органите и крвта, а ќе ги отстрани и бактериите на кои ќе најде. Без кромид готвењето е речиси невозможно, но освен што им дава неверојатен вкус на јадењата, низ вековите се потврдило дека има и многу лековити својства. Кромидот им се препорачува на дијабетичарите, затоа што содржи високо количество на растителен хормон кој действува слично како инсулинот. Ја подобрува работата на срцето бидејќи го зголемува протокот на крв низ крвните садови, а со самото тоа го регулира и нивото на холестерол. Го намалува високиот крвен притисок и помага при регенерација на крвните клетки, па затоа се користи како помошно средство при лекување на некои поблаги форми на анемија. Има позитивно дејство и врз дишните патишта, бидејќи лесно ги отвора алвеолите. Токму поради ова, кромидот е најпознат народен лек против настинка во вид на сируп или облоги. Кромидот ја подобрува работата на цревата и на матката, представува добар диуретик, бидејќи ги намалува отоците, особено при насобрани течности во стомакот. Сулфурот во него, кој не ги насолзува очите додека го сечкаме, действува против воспаленијата. Најздрав е кога се јаде свеж, бидејќи при термичка обработка дејството на корисните состојки значително се намалува. Лекување на силната главоболка, намалување на температурата, за силната кашлица. Кромидот ќе ви помогне да излекувате природно многу болести. Кромидот од секогаш бил дел од нашата трпеза, без разлика дали се консумира сиров или како дел од некоја салата. Овие народни лекови со кромид ќе ви помогнат во разни здравствени состојби. Облоги од кромид.
За главоболка, оток, болки во ушите, настинка во спаление на очите, ставете облози од исечкан кромит на болните места. За висока температура, облозите од исечкан кромит се ставаат на нозета. За крвавење од носот, исечканиот кромит во облог се поставува на вратните жили. Ако ве гризне диво животно, на раните ставете облог од исечкан кромит. За чир на кожата или за подкожен чир, изрендајте еден кромит и измешајте го со малку маслиново масло, а потоа ставете го на болното место и држете 1 или 2 часа. Сок од кромит. Исчистената главина кромит, издробете ја во каша и од неја седете го сокот. Доколку имате воспаление на белите дробови или некои други заболувања, мешајте го сокот од кромит со една супена лажица мед и земајте 2-3 пати на ден. За спречување на опаѓањето на косата и за подобар раст, масирете го темето на главата со сок од кромит повеќе пати на ден. За силната и упорна кашлица, пиете од сокот разреден со вода. Истиот рецепт важи кај појавата на паразити во цревата. За лишеи на кожата, мачкајте се со сок од кромит повеќе пати на ден. Против надуеност на стомакот, пите сок од кромит помешан со ракија во еднакви размери. Варен кромит. За често мокрење, зоврите една главица кромит исечкана на повеќе делови во 2 децилитри вода, заедно со една супена лажица мед. Потоа кромидот зоврите го со малку розмарин, 2 децилитри вода и 2 децилитри вино и на секој час пите по една супена лажица. Печен кромит. Кај гнојните рани и чиреви најпрво се мијат болните места, а потоа на нив се става кромидот претходно печен во свинска маст. Доколку имате проблем со згрочување на крв, тогаш секој ден јадете една главица пржен кромит во маслиново масло, попладне и навечер. Кај болки во ушите се држи малку топол печен кромит во облог, а инсектите излегуваат од ушите доколку во нив ставите неколку капки сок од печениот кромит. Кај разните видови на тумор на површината од кожата се ставаат облози од печен кромит. Ако посакувате густа и сјајна коса, го имаме вистинскиот рецепт за тоа. Дали знаевте дека сокот од црвен кромит може многу да помогне во спречувањето на опаѓање на косата, да го спречи растот на сетите влакна, а истовремено да го забрза растот и да го подобри квалитетот на косата. Брзината со која расте косата дефинитивно зависи од генетиката, но и од различни дворешни и внатрешни фактори. За да се овозможи нејзината максимална брзина, во растењето може да помогнат некои домашни препарати, чии рецепти се пренесуваат од генерација на генерација. Методот со црвен кромит, за кој се говори дека е многу ефикасен, наводно го користеле и во Холивуд. Во повеќе од воени студии е докажано дека црвениот кромит го спречува опаѓањето на косата во дури 87% од случаите. И самите ќе се изненадите со изгледот на вашата коса во рок од 1 месец. Дерматолозите велат дека нема никакви штетни последици по кожата на главата или на влакната. Во што се крие тајната на црвениот кромит? Богат е со сулфур кој го поттикнува производството на колаген, клучен за растот на косата. Сокот од кромидот е исто така одличен и за циркулација, за намалување на воспаление на кожата и делува антибактериски. Овој сок од црвен кромит ќе ја направи вашата коса посилна, бидејќи ќе овозможи отварање на фоликулите и ќе ја спречи можната инфекција. Оние што го примениле овој метод велат дека резултатите после 1 месец се одлични. Еве го и рецептот за раз на косата со црвен кромит. Исчистете и изрендајте 2 до 4 главици црвен кромит,
па исцедете го сокот, или измиксајте ги во блендер, па исцедете го низ газа или цедалка нивниот сок. Во сокот додадете една лажица мед и помешајте. Масирајте ја главата со овој сок и оставете да делува околу 15 до 30 минути. Мирисот е силен, но вреди за трудот. Можете дури маската да отставите до 1 час да делува, ако не се брзете. После третменот измијте ја косата вообичаено. Третменот е потребно да се пременува 2 до 3 пати месечно. Она што на сите нам ни треба е силен имунитет со кој ќе се избориме против настинките, кои демнат од сите страни, но многу често не успеваме да се одбраниме од нив. За среќа постојат некои начини кои по природен пат ги лечат настинките. Во продолжение ве презентираме народни лекови против кашлица. Лек против силна кашлица. Во шолја за вриено млеко ставете половина лажичка жалфија. Оставете да врие точно 3 минути, а потоа додајте лажичка маст и половина лажичка сода бикарбона. Сето тоа помешајте го и пијте со мали голтки. Дневно смеете да испиете до 3 шолји. Секогаш консумирајте го овој лек веднаш по подготовката. Рецепт против упорна сува кашлица. Земете еден портокал и добро измијте го со вода и сода бикарбона, а потоа ситно исецкајте го заедно со кората. Посипете го портокалот со шеќер и варете половина час. Од овој сируп земајте по 1 или 2 лажици кога ќе почувствувате напад на кашлица. Јаболка и кромит против кашлање. Изрендајте јаболко и кромит, па додајте мед. Сите состојки да бидат во еднакви количини. Од оваа смеса земајте по 1 лажица неколку пати на ден. Сок од кромит со шеќер. Доколку кашлицата не престане, исчистете 1 главица кромит и посипете ја со лажица шеќер. Процедете го сокот кој ќе се појави и пијте по 1 лажица 3 пати на ден, 20 минути пред оброкот. Можете да направите и сок од кромит со мед, кој се прави со размер 1 со 2, а се пие по 1 лажица 3 до 4 пати дневно, 30-40 минути пред јадење. Шербет. Во тенџере на тиво коган ставете 1 шолја шеќер и оставете го да се растопи. Кога шеќерот ќе се карамелизира, додајте 1 или 2 шолји вода, па мешајте додека да се растопи карамелизираниот шеќер. Додајте малку џумбир и сок од лимон. Пијте по 2 лажици 3 пати дневно. Ловоров лист против кашлица. Во половина литар вода додајте 150 грама шеќер, а кога ќе соврее додајте 10 листови ловор и варете уште половина час. Извадете го ловоровиот лист, а смесата ставете ја во тегличка или во шолја. Користете по потреба. Како да направите рецепт со кромит против надворешни чиреви? Еден црвен кромит се сече на половина, малку се запекува и се премачкува со маслиново масло. Настрана се прави мешавина од 1 до 2 чешничиња ситно исечкан лук, 1 кафена лажичка мед, половина кафена лажичка прополис. Потоа ова мешавина се става на половината од кромидот што претходно ја подпековме и премачкавме со маслиново масло. Кромидот се нанесува на чирот, преврзува со газа и се остава да дејствува во текот на ноќта. Постапката се повторува додека чиревите не исчезнат. Напивка со млад кромит против несоница. 3-4 страка млад кромит се ставаат во блендер и се блендираат. Добиената смеса се става во чаша и се меша со малку мед и оризова вода.
Оваа напивка се консумира навечер пред спиење. Терапијата трае најмалку 1 недела. Во продолжение ќе дознаете како да подготвите салата со млад кромит против паразити. Во сад се ставаат 4 до 5 исечкани стракчиња млад кромит, 1 супена лажица мелени семки од тиква и прстов од ѓумбир. Се прелева со малку маслиново масло и сок од 1 лимон. Се зачинува со многу малку сол. Оваа салата треба да се консумира секој ден во 12-13 часот напладне во текот на 21 ден. Оваа салата им се препорачува и на диабетичарите. Облога од кромит и винска киселина против непријатни болни израстоци на кожата на ножните прсти. Се прави мешавина од 1 главица изреден кромит и 1 супена лажица винска киселина. Целата мешавина се става на завој и се заврзува на болното место. Се остава да дејствува 2 часа. Постапката се повторува 2 пати во текот на денот. Терапијата трае 3 дена. Тинктура против опаѓање на косата и против првод. Во половина литар јака домашна ракија се ставаат 2 излупени и ситно исечкани главички кромит со средна големина. Тинктурата стои на собна температура 2 недели, а потоа се процедува и со неа се масира коренот на косата. Се остава да дејствува најмалку 30 минути, а потоа косата се мие со благ шампон. За да ги видите резултатите, потребно е да ја повторувате оваа постапка 2 до 3 пати неделно во текот на 1 месец. Напивка за подобрување на сексуалниот живот. Поголеми излупени главици црвен кромит се мелат на машина за месо за да се добие 50 мл сок. Сокот се става во стаклено шише и во него се додаваат 1 кафена лажичка прополис, 2 до 3 супени лажици маслиново масло и 100 грама ливадски мед. Смесата убаво се меша, шишето добро се затвора и се чува во фрижидер. Од оваа напивка се зема по 1 кафена лажичка наутро и навечер. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.